Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележа денешниот ден ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Енергетската ефикасност е неопходна за заштита на животната средина. Основното јавно обвинителство потврди анестезиолозите од Гевгелиската болница биле под дејство на алкохол. Се истражува локалитетот Била Зора, стар преку 2500 години, со интенција да стане туристичка атракција. Континуирано се зголемува бројот на вработени во земјава, а причина за тоа се подобрените услови за водење бизнис. 26,8% е најниската стапка на невработеност во земјава. Подобрувањето на условите за водење на бизнис во Македонија се причина бројот на креирани работни места да се зголемува, а тоа пак продуцира намалување на стапката на невработени. 26,8% е досега историски најниско ниво на невработеност евидентирано во државата. Е вработено 560.000 луѓе, а денес се вработени 700.000 луѓе. Тоа се оние новоотворени 140.000 работни места. Работни места наредната година нема да креираат само домашните и странски инвеститори. Иако во многу помал обем, сепак нови работни места ќе создаваат директно и невработените лица. 28 мерки од неодамно објавениот оперативен план се сигурна подршка за невработените, кои имаат идеја, но немаат доволно искуство и финансиски средства за да отпочнат бизнис. Овој оперативен план е создаден да помогне и на работодавачите, но и на невработените до квалитетно работно место. За 2016 година предвидуваме и пилот мерка за обука и на лица кои што се во работен однос, кои што заедно со агенцијата ќе ги споделат трошоците за таа обука која што сакаат да посетуваат заради одржување на работувањето или за постигнување на нови технологии при работа во компанијата каде што работат. За 2016 година се имплементирани сите забелешки кои што не ги дадоа работодавачите и невработените и ги прифативме сите таргет групи кои што се битни на пазарот, за да можеме да им помогнеме на тие невработени лица, односно на работодавачи кои што имаат проблем во обезбедување на работници. Според најавите до крајот на оваа година, своите инвестиции во Македонија ќе ги објават компании од Бугарија, Италија и Израел. Кога станува збор за бројот на невработени во Велешко, очекувањата се и тој да се намалува, бидејќи изградбата на производствени капацитети во индустриската зона Каласлари се интензивира, а час поскоро се очекува и реализација на браунфилд инвестицијата, која што е најавена за во некогашните простории на Парцеланка. Премиерот Никола Груевски оствари средба со премиерот на Обединетите Арапски Емирати. На средбата се разговарало за повеќе прашања со особен акцент на можностите за унапредување на соработката на полето на инвестициите. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска во Дубај, Обединети Арапски Емирати, оствари средба со премиерот шејк Мохамед бин Рашид Ал Мактум, кој во исто време е и владетел на Емиратот Дубај. На средбата била истакната заложбата на двете страни за унапредување на севкупните односи во сите сфери на взаемен интерес, соопштуваат од владата. Соговорниците особено ја истакнале потребата и интересот за унапредување на економската соработка. Денеска се сретнав со шејкот на Дубај, главниот шејк на Дубај и премиер на државата Обединети Арапски Емирати. Средба со која што сакаме да ги зеркнеме и политичките релации и особено економските релации со Обединетите Арапски Емирати. На средбата зборував за можностите за подобрување на економската соработка, инвестиции од Дубај во Република Македонија, презентирав и конкретни проекти каде евентуално би можеле дубајските компании да инвестираат во Република Македонија, го покани во иднина да ја посети нашата држава, исто така и нивна бизнис делегација да дојде во Република Македонија. И мислам дека средбата ќе допринеси кон зајакнување на нашите релации, како политичките, уште повеќе економските релации, бизнис релациите, можностите за правење бизнис, а преку тоа и отворање на нови работни места во Македонија.
Во рамки на средбата беше потпишан и договорот за одбегнување на двојното одоначување помеѓу Република Македонија и Обединетите Арапски Емирати, која дава основата и ги зголемува капацитетите за продлабочување на економската соработка. Шејкот Ал Мактум даде позитивна оценка за економските политики на нашата земја и го изрази интересот во следниот период да ја разгледа можноста за посета на земјата. Во рамки на посетата на Обединетите Арапски Емирати, премиерот Никола Груевски и владина делегација денес оствари посета на Стопанско-индустриската комора на Дубај, каде беа презентирани можностите за инвестирање. Емиратот Дубај располага со економска моќ од околу 100 милијарди долари годишно бруто домашен производ, што значи дека не само што тука е многу развиен процесот на привлекување на инвестиции од целиот свет, но уште повеќе луѓето и компаниите од Дубај разгледуваат на кој начин подобро да го пласираат нивниот капитал во странство. И она што го направивме денеска е средбата со Дубај Чембер, значи со Стопанската комора на Дубај, која има над 170.000 членки, и она што Македонија го представува е многу важно на кој начин ќе се представи пред сите тие компании за тие да најдат интерес соодветен во различни дејности во кои тие работат, за Македонија да искористат за пласирање на своите производи или преку Македонија да дојдат на европскиот пазар. Центарот за развој на Вардарскиот плански регион со поинтензивна промоција на објектите во кои странски и домашни компании може да развиваат бизнис. Во општините од Вардарскиот плански регион има вкупно 35 индустријски зони, а од нив 10 се комплетно распродадени. Центарот за развој на Вардарскиот плански регион започнува со поинтензивна промоција на објектите во кои странски и домашни инвеститори може да развиваат бизнис. Водичот на инвеститори и збирката на индустријско и туристички зони се двете публикации, кои како алатка за промоција ќе ги користат и самите локални самоуправи. Искуството покажува дека токму ваквите промотивни настани носат инвеститори. Тотално објаснување на секоја зона поединечно колков е капацитетот, место положба, значи колку е средена инфраструктурно, кои се потенцијалите на самите зони, значи за целиот регион поединечно се објаснети и индустријските зони и начинот дури и достапот до нив. Објаснети се и структурата на невработеност, структурата на кадрите и сето она што е во моментов на располагање во сите 9 општини. Во општините од Вардарскиот плански регион има вкупно 35 индустријски зони. 10 се комплетно распродадени, додека во 18 постојат слободни парцели. Наскоро надлежните отпочнуваат со градежни работи на 6, а една веќе постоечка индустријска зона ќе биде проширена. Владата на Република Македонија преку сите своји различни министерства помага колку може за општините да имаат еден подобар и регионален развој, да имаат една подобра инфраструктура со цел да привлечеме што е можно повеќе странски инвестиции, кои што директно влијаат на зголемување и на економијата и на општини, на вработувањето на лицата кои што се незапослени во општините во кои што живеат. Покрај можноста за инвестирање во лесна незагадувачка индустрија, на потенцијалните инвеститори им се нуди можност и за инвестирање во туризмот. Планирани се 5 зони. Езеро Младост и ски центарот Кожув се туристички зони со донесена урбанистичка планска документација, а планирани се и етно село Клисура во општина Демиркапија и локалитетите Бреза и Пешти во Велес. Новите градби во Македонија се повеќе се енергетски ефикасни, но во земјава има премногу објекти кои што за да бидат енергетски ефикасни мора да се реконструираат. Локалните самоуправи се први во Македонија кои што објектите под нивна надлежност ги реконструираат за да заштедат на електрична енергија да имаат подобра топлина. Македонија заостанува за земјите од регионот по енергетска ефикасност. Новите градби се ефикасни, но процентот на објекти кои треба да претрпат реконструкција е голем. Објектите од локалните самоуправи се едни од водечките институции, како и заштедата на енергија е голема. Се работи, значи на, да кажем, прво посериозен пристап кон подготовка на проекти, што се обврска на секоја од општините. Значи, до сега последната информација е дека од 82 општини, некаде 60% веќе има донесено своји програми за енергетска ефикасност, тоа се 3-годишни програми, врз основа на нив се прават акциони програми, годишни, и потоа се прават информации за тоа што е реализирано и како е реализирано. И се бележат одредени, да кажем, поместувања, што навестуваат дека
може да се очекува посериозен пристап кон ова прашање. Покри финансискиот бенефит, енергетската ефикасност има огромно влијание и врз животната средина. Министерството за економија преку проекти го подигнува процентот на искористливост на сонцето, ветерот и водата како енергенси. Седи кон тоа да го фатиме чекорот со регионот и ние да направиме одредени посериозни исчекори. Мислам дека добар напредок ќе биде постигнат и со престојната финална фаза на либерализација на пазарот за електрична енергија, затоа што тогаш и со соодветни законски промени ќе се отворат некои, да кажам, нови врати и за проектни поставувања и за проектни реализации, особено во доменот на енергетската ефикасност. Паралелно со подигнување на степенот на искористливост на обновливата енергија во Македонија, тече постапката и за прилагодување на законските акти. Основното јавно обвинителство ги потврди сомнежите на сопругот на починатата трудница. Анестезиолозите од Гевгелиската болница биле под дејство на алкохол. 1,23 промили алкохол во крвта е најдено кај едниот лекар, а и 1,75 кај другиот. Премногу алкохол во крвта кај анестезиолозите кои учествуваа во операцијата на родилката од Гевгелиската болница, покажаа анализите на примероците крв земени од страна на Министерството за внатрешни работи. Дури 1,23 промири алкохол во крвта е најдено кај едниот лекар и 1,75 промили кај другиот, кои учествуваа во операцијата на родилката која почина при породувањето во Гевгелиската болница, а почина и новороденчето. Не е констатирано присуство на алкохол во крвта кај гинеколозите кои поредувале жената. Од страна на јавното обвинителство Велес во насока на утврдување на причините за овој немил настан се превземени и други действија. Прибавена е целокупната медицинска документација, што се однесува како на оперативниот зафат, така и на прегледите на родилката што претходеле на зафатот и резултатите од извршените претходни испитувања. Во текот на изминатите 2 дена се сослушани поголем дел од медицинскиот персонал кој го извршувал оперативниот зафат. Македонската јавност денеска ја потресе уште една вест каде на Скопската клиника почина 38 годишна трудница во 5-тиот месец од бременноста. Според првичните информации, жената починала поради искрварување. Се истражува локалитетот Била Зора, стар преку 2500 години, со тенденција да стане туристичка атракција. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска при посетата на локалитетот најави интензивирање на активностите кои би завршиле до крајот на следната година. Археолошкиот локалитет Била Зора во Свети Николско со тенденција да стане голема туристичка атракција. Тим на археолози работи на истражување на раноантичкиот локалитет кој датира од 4 век пред нашата ера и кој во минатото бил центар на цивилизацијата на пајонците околу 500 години. При посетата на локалитетот како културна и историска вредност, Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска најави интензивирање на истражувачките активности кои би завршиле кон крајот на следната година. На конкурсот ќе издвоиме средства на Завод и музеј Штип како надлежна институција за изработка на проектот за конзервација, се со цел следната година да се започне со конзервација, да се доистражи јужната партија од Владетелската палата и да се започне со реконструкција. Овие 3 фази како значаен процес се многу битни да ги продолжиме следната година. Ќе имаме и посебен состанок заедно со управата, така да планираме да поголем фонд на средства насочиме на самиот локалитет. Со археолошките истражувања откриени се повеќе објекти, а останува да се доистражи Владетелската палата, чии зидини се украсени со фреско декорација. Водачот на истражувањето археологот Драги Митрески потсетува дека историските податоци покажуваат дека локалитетот бил најголем град во средиштето на Балканот во раната антика. Покрај тоа што знаевме од античките извори дека е најголемиот град, сега знаеме дури дека е престолниот град, дека е престолнината на античките владетели од овој простор, чии што монети ги наоѓаме и наоди врзани точно за тоа време на најголемиот процут на овој простор, на таа култура која е веќе афирмирана надвор. Но ни останува сето тоа да губаво запаковаме и да имаме и туристичко фајде од тоа.
Од локалната самоуправа изразија задоволство за поддршката која ја добиваат за заштита на културното наследство и локалитетот кој според предвидените активности има тенденција да стане дел од туристичката мапа на Македонија. Заеднички, посебно со нивната поддршка, ставањето во капитални инвестиции кои што веќе се наоѓа, обезбедувањето на поголема сума средства кои што ќе ги дозаврши работите во Претседателската палата на Белозара, значи нови можности, значи можност за посетителите на Македонија, за странците да ги видат овие убавини, да ги видат овој локалитет со сиот свој раскош, со конзервацијата која што ја најави министерката, значи ќе се зачуваат многу вредни артефакти и многу вредни наоди кои што се овде на самиот локалитет Бела Зора и верувам дека самото по себе тоа ќе значи една промоција на Свети Николе. Од движните наоди на Бела Зора досега се пронајдени преку 1000 артефакти кои се конзервирани и сочувани во депото на музејот на општина Свети Николе. Во изминативе 7 дена над 1300 повици на телефонската линија Ало докторе. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов е дел од мини самитот на кој што земјите членки на Европската унија заедно со Македонија, Србија и Албанија разговараат за бегалската криза. Во изминатата недела на телефонската линија за медицински совет Ало докторе примени се 1342 повика. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во момент на појава на какво било симптоми на нарушено здравје. 25 доктори вкупно се достапни за медицински совет. Повиците се од граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата се за широк спектар на наразлична симптоматологија, најчесто за главоболки, респираторни симптоми, покачана телесна температура, за сезонски вируси предизвикани од променливите временски услови, карактеристични за овој период од годината. На сите оние лица кои побарале медицински совет на телефонската линија Ало докторе, им е дадена здравствена помош со совети и соодветна симптоматска терапија. Македонија се подготвува за секоја можна ситуација поврзана со бегалската криза. Ова го изјави председателот на државата Ѓорѓе Иванов на мини самитот на 10 ЕУ земји со Македонија, Србија и Албанија. Иванов вели дека ако коридорот за транзит се затвори, протокот на бегалците ќе се забави, а токму тоа Македонија не го посакува. Државата има можности да пружи помош на максимум 2000 лица. За сега Македонија, иако нема помош финансиска, се снаоѓа и единствено може да биде транзит земја во која влегуваат, транзитираат и излегуваат мигрантите. Македонија нема капацитет за да може да задржи поголем број бегалци на своја територија. Не само за Македонија, туку и за целата Европска унија. Предизвик е решавањето на проблемот со бегалците. Иванов потенцира дека на државата, покрај материјалната и финансиска помош, неопходна и техничка. Не располагаме со опрема за земање на биометриски податоци, кои подоцна би се користеле и за другите членки и земји кои се на патот на коридорот. Но исто така отсуствува и размена на информации меѓу службите, бидејќи знаете, овие луѓе доаѓаат од кризни подрачја каде се водат воени операции, каде има многу луѓе од Балканот присутни на тој регион. Иванов подсети дека Македонија за справување со бегалската криза секој месец троши по околу 1 милион евра, а досега има добиено само 90.000 евра. А од вестите од светот, викендов хрватската граница ја поминале досега најголем број на бегалци. Потоа на брод за наблюдување на китови. Во оваа несреќа најмалку 5 лица ги загубија своите животи. Постојано расте бројот на бегалци кои минат границата на Хрватска. 11.500 бегалци во саботата ја поминале границата, што представува најголем број на лица кои само во еден ден влегле во земјата од самиот почеток на бегалската криза. И понатаму се очекува бранот од бегалци што пристигнува преку Србија да се зголеми, соопштија од Хрватското министерство за внатрешни работи. Тие минат источната граница на Србија преку подрачјето на Бапска, од каде приливот не се намалува. Во моментов
Милков над 1500 беглци има во прифатниот центар во Опатова, од каде со автобуси или возови се превезуваат кон запад кон границата на Словенија. Од 2 ноември првите беглци ќе бидат сместени во зимскиот транзитен центар кој се гради во Слободски Брод и може да прими 5000 лица, изјави хрватскиот министер за внатрешни работи Ранко Остојик. Во Хрватска досега се влезени 251.906 бегалци. Најмалку 5 лица загинаа при потонување на туристички мал брод за набљудување на китови во близина на канадскиот остров Ванкувер, популарна дестинација за набљудувачите на китови на канадското западно крајбрежје. Причината за несреќата се уште не е позната. На бродот имало 27 луѓе, а од вода се извадени 5 лица без знаци на живот, додека една личност се води како исчезната, соопштуваат канадските власти. Портпаролката на Министерството за здравство изјавила дека 18 луѓе се примени во болница во Тофину и дека нивната состојба е стабилна. Во потрагата по преживеани која траела цела ноќ учествувале крајбрежната стража, авиони, хеликоптер и понатаму ја продолжуваат потрагата по преживеаните. Се одржа втората трка од шампионатот во мотокрос во Македонија. Кавадаречкиот стрелачки клуб го освои првото место во поединечна и екипна конкуренција на државното првенство. МЗТ Скопје со четврта победа во 7-то коло од АБА лигата. Домашен спорт. Во организација на мотоклубот Вардар, а под покровителство на Мотоциклистичката федерација на Македонија на патеката Орман, се одржа втората трка од отворениот шампионат на Македонија во мотокрос. Одличното време беше магнет за публиката на патеката Орман да дојде во голем број и да ги проследи трките во класите MX85, MX3, MX2, MX7 и MX Open. Вкупно 21 возач се појавија на патеката кај Скопје, а освен домашните надпреварувачи присутни беа и двајца гости од Србија. На најсилната класа MX1 помина без изненадувања. Христијан Илиовски МК Пелистер со своите 2 победи заслужено го доби првото место, а Гоце Томовски МК Гого заврши на втората позиција пред Драган Ванов МК Мото Велес, кој имаше успешна трка. Единствено најмладите во класата MX85 возеа посебна трка. Кај нив победник беше Мирослав Становиќ од Србија, второто место му припадна на Самир Бишевац МК Мото Велес, а трет беше Албан Алези МК Вардар. Следната трка од шампионатот се вози на 1 ноември на патеката Братиндол во Битола. На државното првенство во стрелање со војничка пушка со калибар 7,9 мм кој се одржа во Штип, стрелачкиот клуб од Кавадарци го освои првото место во поединечна и екипна конкуренција. Второто место го освои домашниот клуб, додека на третото место се најдоа стрелачите од Битола. Во поединечна конкуренција првото место му припадна на Пепи Ганчев со 161 круг, еден повеќе од Илија Милков и Атана Станев, кои се најдоа на второто, односно третата позиција. Овој шампионат е во организација на Македонската спортска стрелачка федерација. Ракометарите на Металург, слично како и пред една недела, повторно загуби од романскиот Баја Маре со резултат 23-22 и значително си ги намалија шансите за пласман во следната фаза од Лигата на шампиони. До конечниот резултат, Баја Маре стигна во серија од 3 погодоци во финишот на надпреварот, иако и претходно имаше голема позитива. Во редовите на Металург се истакна Јанко Божович со 6 погодоци и голманот Даниел Дубјанчане со 12 интервенции. Во групата Д, Металург е на 5-то место со 4 бода, додека првото место го делат 3 екипи со по 8 бодови. Од 7-то коло во ракометната Суперлига се одиграа 2 надпревари помеѓу Охрид 2013, Прилеп 2010 и Радовиш Пелистер, во кои славеа домашните екипи. Екипата на Охрид покажа дека е многу сериозен кандидат за настап во плейоф фазата, откако ја совлада екипата на Прилеп.
Охрид победи со резултат 30-22 со добрата игра во текот на целиот надпревар. За екипата на Охрид најпрецизен беше Печенковски со 8 гола пред Павловиќ со 6, додека кај екипата на Прилеп најпрецизен беше Бозаровски со 5 гола. Радовиш пак славеа против екипата на Пелистер со гол на Ордев во последната секунда. Радовишани победија со резултат 26-25 и со одличната игра во првото полувреме. МЗТ Скопје стигна и до четвртата победа во АБА лигата сезонова, откако на интересен надпревар на домашен терен славеше над Цибона со 69-68. Како и неколку пати претходно сезонова, металците самите си го искомпликуваа надпреварот откако ИБА добиен меч, но за среќа овој пат во самиот финиш не дозволија целосен пресврт. Дреноваc со 18 поени беше најефикасен кон македонскиот шампионат. Марко Луковиќ постигна 13, а Јубичич 11 поени. МЗТ се наоѓа на 6-то место на табелата со 11 бода. На другиот натпревар што се одигра, екипата на ЦДВита загуби на домашен терен од Задар со 88-81. Во следното коло МЗТ Скопје ќе гостува на словенечка Крка. Хамилтон победи на трката за големата награда на Соединетите Американски држави. Валентино Роси заработи казна од дисциплинската комисија за дуелот со Маркес. Меѓународен спорт. Во најинтересниот дуел, кој во текот на вчерашниот ден беше одигран во најсилните европски првенства, заврши без победник. Манчестер Юнајтед и Манчестер Сити одиграа интересен дуел, но без голови. Сандерленд го совлада Њукасл со 3:0, а на четвртиот дуел Тотенхем беше убедлив против Ботсмут 1-5. Со надпреварот Ливерпул Саутемптон, што заврши без победник 1-1, се комплетираше 10-то коло од англиската премиер лига. Во француската лига, Монако против Реймс победи на гостински терен со минимално 0:1. Марсеј исто така на гостински терен победи против Лил со 1:2, а додека фаворитот Пари Сен-Жермен го совла Сент-Етиен на домашен терен со 4:1. Во германската Бундеслига Дортмунд победи дома со 5:1 против Аусбург и Менхенгладбах исто така на домашен терен победи со 3:1 против Шалке. Екипите на Јувентус и Милан на домашен терен победија против Сасусоло, односно Аталанта, додека екипата на Рома против Фиорентина победи на гостински терен со 1-2 и е на првата позиција на табелата со 20 поени. Во италијанската серија А, во шпанската премиера Барселона победи 3:1 против Ејбар, на кого Суарес постигна хет-трик во 21-та, 48-та и 85-та минута, а на дерби дуелот Атлетико Мадрид победи на домашен терен против Валенсија со 2:1. Светскиот првак и возач на Мерцедес Луис Хамилтон ја одбрани титулата светски шампион во Формула 1. Тој вчера вечер триумфираше на трката за големата награда на Соединетите Американски држави и ја потврди доминацијата. Клучниот момент беше на 8 кругови до крајот, кога Хамилтон успеа да го мине Росберг. Како втор, трката ја заврши неговиот клупски колега Нико Росберг, додека Себастијан Фетел од Ферари беше трет, што беше услов на 3 трки до пред крајот на сезоната Хамилтон да ја одбрани титулата. Ова за британецот е 10-та победа во сезоната и 43-та во кариерата. Хамилтон има 327 бодови, Фетел 257, Росберг 247 и Кими Рајконен 123. На патеката Сепанг, каде што беше возена трката за големата награда на Малезија во MotoGP конкуренцијата, на која победник беше Дани Педроса, најголемо внимание привлече инцидентот кој се случи помеѓу актуелниот светски шампион Маркес и моменталниот лидер на табелата Роси. Инцидентот кој од страна на стюардите беше разгледуван по крајот на трката и беше донесена одлука која оди целосно на штета на Роси. Тој на последната трка, која ќе се одлучува за тоа кој ќе биде новиот светски шампион, ќе стартува од последната позиција. Тие ја искористија пресконференцијата по крајот на трката за префрлување на вината, што доведе до нивна вербална расправија. Трката во Шпанија, која е последна на календарот, ќе биде возена на 8 ноември, а Роси има 7 бода предност во однос на клупскиот ривал Лоренцо.
Денес имавме сончево и топло време со повремена локална облачност. Слично време не очекува и утре. Да ги погледнеме деталите. Благодарам што не гледавте. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.